Почитувани, добар ден. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Разговараме со председателот на Синдикатот на контролата на летање во македонската навигација, господинот Александар Тасевски. Господине Тасевски, последната вест од македонската навигација е дека е променет еден од тројцата директори, членовите на управниот одбор. Имате ли информација како синдикат на што се должи промената? За оваа информација слушнавме пред 2 дена. Конкретно немаме подетално зашто дошло до оваа промена. Факт е дека досегашниот директор не направи не покаже некакви резултати од неговата досегашна работа. Дали е тоа причината? Навистина не би можел да кажам. Има институции, надзорен одбор, владата, кои што би дале поконкретни детали зашто дошло до оваа промена. Поставен е човек кој што веќе еднаш беше директор во оној период после упадот на насилниците во контрола на летање, каде што реално одредени работи почнаа да се придвижуваат и се надеваме дека повторно ќе допринесете со неговото работење да може да конкретно почна да се реализираат голем број на проекти и активности во самата контрола на летање. Партиските вработувања повторно ја брануваа МНФ. Во јули се вработија лица кои што важат за блиски до владеачката ВМРО ДПМН. Вие баравте да се поништат таквите вработувања. Имате ли информација до каде е разврската на овој случај? Според наши информации, завчера од Државниот трудов инспекторат биле во македонска навигација да постапуваат по нашата пријава. Што конкретно до кај се со тие активности, немаме се уште информација. Знаеме дека имало уште неколку, една или повеќе, сега точно не знам бројка, доаѓања од страна на трудов инспекторат по представки кои што ги поднеле самите кандидати кои што од првиот круг, оној првиот оглас, биле одбиени без некакво посебно образложение или посебна причина. Претходно читавме информации дека предметот што вие го покренавте пред инспекторатот завршил во Кавадарци, па дека архиварката била на одмор, не можело да се оформи предмет. Сега кој го води предметот? Инспектори од Скопје или од... Мојата последна информација дека предметот од Кавадарци бил префрлен во Велес и дека наводно тамо се испратени луѓе. Сега колку е тоа точно, ќе мора навистина трудов инспекторат да одговори. Дали понатаму отишло од Велес или во Велес, не би знаеле точно. Кога се распиша овој оглас за овие работни места, вие предупредивте со штрајк, но потоа го откажавте штрајкот. Вакви ситуации имало и претходно, да најавите па да се откажете. Зошто? Се трудиме да навистина со нашите активности направиме што помалку штета на граѓаните на Република Македонија. Очигледно дека оние институции кои што би требало да се размислуваат за граѓаните нив, навистина тоа не ги интересира и упорно прават работи кои што не ставаат у некаква позиција да еден ден навистина кажеме покрај сите оние проблеми што ќе ги имаат граѓаните доколку не патуваат, доколку мора да го откаже лето, доколку патувањето за годишен одмор мора да не му отпочне како што планирал, еден ден ќе мора да го реализираме тоа, меѓутоа сега за сега се трудиме да направиме некаков баланс да на начин да дел на притисок успееме да некакви активности што или се запрени или се идат во погрешна насока ги придвижиме во вистинска насока или да ги подкренеме, така да верувам дека до сега успеваме на ваков начин, не исклучуваме дека ако навистина видиме дека понатаму и нема и слухи и до толку веќе работите идат во погрешна насока, најлесно да го затвориме воздушното небо, меѓутоа пак ќе напоменам директниот импакт ќе го осетат нашите граѓани кои што се најмалку видовни за сите. Затоа што практично ќе нема никакви летови. Нема да има ни полетање, слетувања, ни прелети, меѓутоа ќе испадне на таков начин брука и во Европа, затоа што ќе искочи зашто контролорите штрајкуваат во Европа. Конкретно сите штрајкови на синдикатите на контрола на летање се поттикнати ради плати, повисоки плати, подобри услови у поглед на работно време. Ние до сега, јас сум 20 години председател на синдикат на контролори на летање, до сега ниту еднаш не сме побарале или не сме штрајкувале за плати. Бараме ни нормални услови за работа кои што би овозможило
повеќе сообраќај, да обслужиме повеќе авиони, што самото по себе значи повеќе приходи и за компанијата и за државата као такво, а со самото тоа ќе се дојдат и сите оние нели и плати кај нас, бидејќи колку повеќе авиони обслужиме, толку повеќе ние ќе заработиме. Сепак платите во МНФ се далеку над просечната плата во државата. Да, далеку над просечната во државата и далеку испод онаа плата што е на било која контрола на летање околу нас. Велите, барате да обслужите што повеќе летови, да се зголеми капацитетот. За првите 6 месеци од годинава, според податоците, ако не се лажам, за 12% е зголемен бројот на прелети. Дали со моменталната опрема, со моменталните капацитети, МНФ може да обслужи таков број на летови? Па, тие бројки што се зголемени се базирани на сите оние рестрикции кои што мораме моментално да ги имаме, токму ради таа застарена опрема. Да ги немавме тие рестрикции, немаше да би на 12%, ќе беше можеби 50% зголемен капацитет на сообраќај. Тоа се директно пари кои што тие авиокомпании ги плаќаат према нас за нивните прелети, кои што сега нели сме приморани да ги одбиеме, да не ги услужиме тие летови и едноставно тие пари бегаат наместо во нашата каса, идат во Албанија, Бугарија, односно оние земји кои што ќе ги прифатат авионите, односно имаат капацитет да ги обслужат и они ги прифаќаат као нив. Сепак се воведува дел од нови авиолинии, се најавуваат и нови, вие барате да се вработат контролори на летање. Раководството во последната реакција кажа дека тоа е невозможно, нема такви работни позиции. И кога ќе се воведе новиот систем, ќе остане истиот број на контролори на летање. Па не е баш така, не е дека нема или има, него како што отвараат, како што прават промени у систематизација за отворат работни места кои што не се потребни и ги измислуваат, они во секој момент може да отворат работно место за контролори на летање. Факт е дека новата опрема кога ќе дојде, веќе ние нема да го имаме тој лимит кој што сега го ни е пропишан ради застареноста на опремата, него едноставно тие моментални 72 авиона на час што смееме да ги обслужиме, кога ќе се укине тој лет, ние и сега имаме побарување за 120-130 авиона на час одредени периоди во денот, кои што нели ги одбиваме, тогаш нема ги одбиеме, меѓутоа за да ги обслужиме покрај работните позиции што ќе може да се отворат како сектори со новиот систем, тие сектори ќе треба да се пополнат и со луѓе што ќе работат таму. Значи самата опрема нема да си го одработи авионот без наша помош и наша интервенција. Нивната теза е дека новиот систем ќе се инсталира во новата зграда, во постоечката зграда, наместо во нова зграда како што било планирано претходно, и дека поради тоа е уште еден фактор зашто не може да се вработат повеќе контролори на летање. Тоа е само лош пиар. Ние моментално имаме 4 сектора на кои што може да работат контролорите на летање, од кои што максимално користиме 3 ради тоа што самиот систем не дозволува четвртиот да биде активен. Четвртиот го користиме како не дај Боже позиција, ако некој од овие сектори се расипе екранот, па мораме да го префрлиме на друга работна позиција. И на сегашните позиции што ги монтира новите системи као такво, доколку профункционира, у старт ќе може да работат 4 сектора наместо досегашните 3, што значи дека ние дополнително во еден час ќе можеме да зголемиме капацитет за дополнителни 30 авиона. Значи еве од 72 ќе отидеме на 102, иако реално да кажеме да го немавме ограничувањето ради техничките причини од тие 72, ние и со овие 3 сектора сега што работиме ќе можеме да обслужиме 90 авиона регуларно, 18 повеќе, ако отворевме четврт сектор со нова опрема, значи ќе можевме да обслужиме 120 авиона теоретски во секој час во денот, што би било голема промена во бројката на обслужени прелети преку нас. Покрај капацитетот што го зборуваме, што би се зголемил со новата опрема, постоечката опрема колку е опасна од аспект на безбедноста? Има ли опасност, например, да откаже системот? Тоа го збореме, значи она сама по себе не е опасно кога функционира. Опасноста предстои во самата застареност на таа опрема, каде што и сами сте свесни. Кога ќе купите нов телевизор, тој се очекува дека ќе работи извесно време, меѓутоа како годините проаѓаат, се поочекувано дека тој телевизор еден ден ќе се расипе. Работата е што веќе нема ни резервни делови многу години назад за таа опрема и е прашањето доколку таа откаже, кој дел ќе откаже и дали воопшто ќе можеме да ја
профункционираме подоцна, некогаш можеби со само ресетирање, палење, гасење ќе се профункционира, меѓутоа некогаш може да не дојдеме у таква ситуација. Дополнително е проблем што сите соседни контролори на летање, вклучително да не ги зборам оние високо развиените во Европа, они работат паралелно на главен оперативен систем, меѓутоа имаат бекап систем каде што во случаите, како што беше са случај во Англија, не знам да сте запознати, имаше откажување на опремата која што се користеше, меѓутоа едноставно они со одредени, не знам, како на Windows Alt Tab, кога ќе стиснете, се префрла на помошниот систем кој што ги нема сите оние функционалности како главниот за да обслужат толкав број на авиони, меѓутоа може да се справат со моменталната ситуација, да ги приземјат авионите безбедно, да ја разрешат целата настаната проблематика и да едноставно кажат во ред сега овие наредни час-два нема да имаме авиони што ќе ги обслужуваме ради технички доека не го оправат главниот систем. Ние тој бекап го немаме. Така да во случај кога насмени да се угасил системот, ние би останале со црн екран. Зборуваме за опремата, дека опремата е застарена, проблемите ги споменувавте и проблемите со меѓучовечките односи во самата МНАВ. Сепак постојано има нови вработувања и контроверзии околу нив. Зошто МНАВ е толку атрактивна? Дали само поради платите што ги споменавме пред това? Не е само платите, да. Платите, како што викате, дека се високи, факт е дека има многу професии во државата кои што имаат далеку повисоки плати, меѓутоа очигледно на тие работни позиции кои што сите директори кои ќе дојат сака да ги отварат се позиции кои што пружаат едноставно комоција да добиваш плата да не ја завршиш својата работа. Ние низ годините како постарите колеги се заменуваат, ние го губиме квалитетот на услугата, не зборам за контролорите на летање, зборам за ние сите помошни служби што реално треба ни помогнат нас во таа работа што ја извршуваме, они го губат квалитетот бидејќи како замине постариот колега во пензија, со тоа си иде и знаењето и професионалноста, оние што доаѓаат или не се вољни воопшто да работат или не доаѓаат да работат. И имаше големи афери, нели, пишуваше понајпат доаѓа од инспекции да проверуваат дека не доаѓале на работа, па така да тоа се има тука материјали за инспекциите да колку сака да чепкаат кај нас да откријат секакви неправилности. Поминато годишниот упад во контролата на летање, дали нешто се промени во однос на безбедноста на обезбедувањето? Одреден дел се промени, значи од тогаш, по тој упад фамозен, кој што ние реално не сме многу среќни кога ќе ни го спомнат, бидејќи ни враќа едни лоши моменти од минатото, уствари отвара лошата слика за нас, као што не би требало да има. Добивме, сега не обезбедува дополнително и МВР, што е позитивна работа. Од друга страна па не се спроведе тендерот за старата агенција за обезбедување заврши договор за обезбедување. Нов тендер за нова агенција не се спроведе, така да моментално ние немаме агенција за обезбедување веќе некои 4-5 месеца. Да и во моментов не е на нивото на кое треба? Па не би требало, да, не е на тоа што треба, бидејќи сега имаме внатрешно што не обезбедува полиција, меѓутоа периметарскиот дел на дворот, на оградата, не знаеме кој го обезбедува. Сега кога ќе дојдете и доаѓате до една рампа каде што во таа куќарка кај што седеле порано од агенцијата за обезбедување, кој што бил првиот тој филтер на влез, сега веќе нема кој да ве пречека, него кој ќе влезе со картица ќе влезе, кој нема. Од полицијата која што внатре во самиот објект они имаат некаква камера, меѓутоа сметаме дека тоа треба многу биде и по-професионално, не само од безбедносен карактер, него многу по-професионално би било некој кога ќе дојде некој гостин од страна, или дали ќе дојдете вие као новинари или некои гости кај директорите, многу би било по-професионално некој да искочи на таа главна капија влезна да ги пречека, да ги поздрави, да ги легитимира, па да каже повика човек што ќе ги дочека тие да ги упати кај што треба, него да дојдат у една рампа, па да нема кој да им отвори, па тие однатре се чудат зашто не отвара овој, па сега да јавуваат по телефони, да се објаснуваме што е како, така да е многу непрофесионално направено од страна, дали е тоа безбедно веќе нека си имаме тамо служба за safety security се вика, која што име тоа задача да ги разгледуваат тие случаи, да заклучуваат дали е доволно или не, нека кажат они дали сме ние безбедни или не, понатаму на нив ќе остане.
Вас како синдикат, раководството во последната своја реакција ве обвини дека многу често излегувате од своите синдикални активности и дека се обидувате да се мешате во менаџирањето на компанијата. Како ги коментирате ваквите обвинувања? Тоа не е само овој менаџмент, секој менаџмент што ќе дојде у задниве 20 години ме обвинува за тоа. Како? Ако они се завршат својата работа како што треба, јас најсреќен ќе бидам да не морам ништо да правам. Меѓутоа, професијата, самата природа нашата професија е таква да ја би сакал да ги заштитам пред све моите членови, моите колеги и себе како такво и оние патници што ги користат нашите услуги, за да не дојдеме у ситуација да еден ден мора да се правдаме кој бил, зашто бил виновен, па дали требало да се случи, па дали не требало, бидејќи знаете, у таков еден случај кога дојде до несакан, да кажеме да се угаси системот и да дојде до судар на 2 авиона, устав ви кажам, знам како ќе се деша, ќе дојдат марици со маски, полиција ќе влезе со маските на глава, ќе да собере сите што сме на работа тој ден од контролори на летање. Другите служби верам дека нема ги пипаат, затоа што се не се директно инволвирани. Следејќи ги сите случувања, не само последниве, туку изминатава деценија, во македонската навигација, како обични граѓани, логично е да се запрашаме дали е безбедно да се качиме во авион. Па еде, истото што го постојано го потенцирам. Ако го гледам професионалноста на моите колеги, контролори на летање, ви гарантирам дека сте не 100 него 1000% безбедни. Пошто луѓето и дечките, барем контролори на летање, знаеме дека се избрани високо професионално, сите оние тестирања се поминати при селекцијата што не ги прави нашата држава, не ги прават Eurocontrol. Тоа се сеќавате, ги имавме последниот пат исто бунт кај што тогашниот директори се обидоа да не убедат и да го прерипаат тој систем на селекција, па ние не дозволивме, нема никој да дозволиме да таа селекција биде тргната на страна. Ние сме постојано секоја година подложени на разноразни проверки, тестирања, писмено, усмено, практично, инструктори доаѓаат на сектор да гледат како работиме. Така да од аспект на људство за контролори на летање сте 10000% безбедни. Од аспект на техниката веќе не е во наши раце, значи како што реков, годините се го прават своето. Тие што не се инженери кои што пак се мал број на кадар, кои што бараме и упорно и тие да се вработат, а не ги вработуваат, мака мача да ја држат таа опрема функционална. Прашањето е само до кога, бидејќи како што реков, електроника во прашање, тука не е до нас, него едноставно до електрониката. Господине Тасевски, ви благодарам за разговорот. Благодарам на поканата. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.